От психološki аспект, защо си уште постојат предрасуди околу машкото здравје? Така, во последно време се намалени предрасудите. Тоа се случи со движењето во ноември за машко здравје, поточно за превенција од одредени заболувања. Во 2003 година во Австралија, ако се сеќавам точно, имаше едно движење каде што одредена група на мажи ги пореснува, ги растеа своите мустаки во име на здравието, поточно превенција од депресија и превенција или грижа за здравието кај мажите, поточно за ракот на простатата. Со тоа што тоа се покажа дека е статистички мажите најмногу ги занемаруваат тие или ги одбегнуваат тие проблеми кога ќе се појават. Стигмата ни доаѓа повеќе и културолошки, затоа што некако во нашата култура сега веќе се менуваат некои работи, но повеќе очекување имаше на тоа дека маживе не треба за некои работи да се жалат, нели? Знаеме како бевме и сме учени од нашите родители во тој период кога ние бевме деца, дека мажите не покажуваат емоции, дека не треба да плачат, со тоа некој вид на стигма и према одредени проблеми, посебно и према психички или психолошки проблеми, за кои што од самите мажи не се очекува да се, или не се очекуваше, подобро да кажам, не се очекуваше да се жалат, со тоа што во последно време се повеќе и повеќе се дава таков осветлување на тие проблеми и се покажува дека е многу важно да се зборува за тоа, да биде малку поразработена тема, со тоа што ќе се избегне чувството на стигма и нема тоа да биде држано во тајност, туку баш ќе се работи на одредена превенција, посебно од овој тип на заболување. Зошто голем број машки лица избегнуваат да зборуваат за проблемите со кои се соочуваат и да побараат стручна помош? Значи, јас работам советување со моите клиенти или корисници. Многу често доаѓаат машки лица, кај мене работат помлада популација, да кажеме возрастни млади и некогаш и адолесценти, со родители. Значи, пак ќе кажам дека многу е врзано за начинот на учење кој што го имале, за пристапот кој што го имале во текот на своето детство и во начинот на кој растење и секако културолошката ситуација која што и очекувањето од самите нив кои што очекуваме да бидат силни, да кажавме не покажуваат емоции, да некои работи ги поминат и автоматски тоа е некој начин на кој што самите си го земаат како свој начин на функционирање, кој што потоа пак кога ќе дојде одреден проблем или кога ќе почувствуваат одредени симптоми, тие ги народски кажано ставаат под тепих или ги занемаруваат се додека не се направи некој посериозен проблем. И тоа се случува за жал често, но во последно време гледаме дека има доста подигнување на таа свест и самите мажи си бараат, кога ќе видат одреден симптом или кога ќе почувствуваат некоја промена, си бараат самите и помош и тоа го бараат на професионален начин. Машките лица кои доаѓаат за совет, на какви проблеми најчесто се жалат? Со оглед на мојата работа, најчесто се работат за психолошки проблеми, некогаш доаѓаат и лица кои што имаат и патолошки психичка патологија, која што секако ние ги препраќаме на психијатар, но тоа што го работиме најчесто е личен раст и развој. Во тоа влегуваат и веќе многу состојби како справување со одредени загуби, како одредени ситуации со кои што на нив им е тешко да се справат, дали се работи за фамилиарни ситуации преко работа. За жал многу често доаѓаат со болести на зависност, кои што барем во нашата пракса ги гледаме многу често, дали се работи за алкохолизам, наркотици, коцка. Сега во последно време се изразени состојбата што е слична на коцка со брзи кредити и злоупотреба на финанси од тој аспект. Така да, но многу често веќе во последно време почнаа да доаѓаат и чисто за да можат да се поработат на себе. Тоа е личен раст и развој што го збориме, кој што за мене е доста позитивно, затоа што гледаме дека веќе се фокусираат и на самите себе и веќе е некоја норма тоа дека ако не работиме на сами себе и ние сме подобри,
ќе бидат и работите околу нас подобри и полесно ќе се справуваме со работите, подобри релации ќе одржуваме, дали тоа ќе бидат партнерски релации, семејни релации, нели, дијада на родител дете, така да мислам дека се повеќе и повеќе свеста се зголемува и најверојатно е и мада истражувањата покажуваат дека се благодарејќи на вакви моменти каде што се зборува поотворено како и движењето, нели, што е сега во ноември за свесноста за машкото здравје, кое што ги мотивира и ги потикнува тие работи да излезат на виделина. А кој повеќе бара психолошка помош, помладите или повозрастните машки лица? Видете, сега лично кај мене помладите доаѓаат, затоа што најверојатно и ради мојата возраст, нели, се поврзуваат полесно со терапевт кој што е некоја година постар или блиско до возраста, но од тоа што работам со колегите, гледам дека веќе и повозрастните, значи не разбираат дека одредена проблематика треба да се разговара со некој кој што работи, најчесто со психолог или со психотерапевт, но се уште мислам дека доминира кај помладите, затоа што они се малку и по флексибилни, нели, почнаа сите тие работи на подигање на свеста, додека постарите, посебно тие што се во третата доба, се многу поврзани за начинот на кој функционирале до сега. И потешко е да сами да се јават или многу често кога се јавуваат во со присуство, нели, на некој член од семејството и под нивно барање, еве така да кажеме. Секогаш прашуваме, нели, која е причината зашто сте дошли, кој ве препорача или како дојдовте, дали доаѓаат сами, дали доаѓаат по инсистирање на некоја личност која што е блиска или на некоја роднина, така да и тоа го гледаме, но мислам дека би кажал дека ако треба да кажам која група, младите почесто се јавуваат за разговор и кога нема некоја тешка проблематика или некој поголем предизвик, едноставно се поспремни да дојдат и да поразговараат. Зошто во 21 век има такви кои сметаат дека е срамота да се побара помош од психолог? Кажам право, јас не сум многу окружен со такви личности или се помалку ги гледам, може тоа е професијата, со тоа што, нели, групата во која што се движам јас, веќе психологот не го гледаат како, значи, прават јасна дистинкција измеѓу што е психолог, што е психијатар, кој што допорано сметам не се правиш или, нели, јавноста кој што не е во оваа проблематика не беше јасно што е и како е, со тоа што, нели, психологијата не е само за делот врзан за болести, за патологија или за нешто кое што се дистанцира и се одвојува од нормалата, нели, таа некоја типично што ја збориме, така да веќе се луѓето посвесни дека психологијата се занимава и со многу нормални процеси на размислување, процеси на мотивација, маркетинг се појака, човечки ресурси, нешто што викаме talent acquisition, значи за обезбедување на што е тоа што го прави личноста која што ја прави подобра, не одреден талент или некоја сфера во која што е подобра, така да мислам дека веќе се помалку и помалку се има личности и размислување кои што, нели, веќе го дефинираат психологот или психолошката работа како порано за жал беше тоа почесто дека, нели, ако одиме на психолог дека имаме некој сериозен здравствен проблем, поточно психички проблем, со сега така тоа е далеку од јасно, веќе е далеку од проблем и јасно е дека можеме, нели, да се јавиме и дека тоа е прилично нормално и тоа не прави да бидеме ништо поразлични во негативен аспект за разлика од порано. Мислам дека таа стигма беше многу појасна и многу почеста кај луѓе. Како да се намине стравот од тоа што ќе речат другите во врска со нечии проблем? Знаете како, ова е комплицирана тема и многу зависи од индивидуата. Значи, ние се уште имаме корисници, клиенти кои што доаѓаат и кои што, иако, нели, доаѓаат на разговор, доаѓаат на третман, одат, пример, на психијатар, земаат терапија, го кријат тоа е многу често ради средината, затоа што најчесто нивната средина, дали првичната средина семејството или пошироката средина
не дека не го прифаќа, туку гледа малку поразлично на сето тоа, за разлика од тоа па гледаме во средини каде што нели луѓето веќе некои од роднините го има поминато тоа и е сосема нормализирано или би кажал демистифицирано, затоа што има и некоја мистика кај тие што не ја познаваат доволно нели работата, што уствари се прави на третман, каква е таа терапија, нели има многу често кога се работи за медикаментозната терапија, ако ние психолозите не даваме, нели, но работиме паралелно со психијатри кои што дават, уште има стигма за тоа како влијаат медикаментите, дека прават зависност со сигурност, со тоа што нели ние секогаш ги насочуваме да се исконсултираат и да им бидат убаво објаснети работите. Така да видете, секогаш даваме совет, значи и кога ќе дојде нели семејство за некоја личност која што не ни е донесена, сакаат нешто да помогнат, секогаш советуваме да прво почнат со една личност која што е авторитетна за таа личност која што треба да дојде или која што сака да дојде, а е отворена кон тоа да нели разбира што значи терапија, разбира дека не е ништо страшно и дека не се работи за нешто посебно негативно, туку се работи за многу често, како што кажавме, последно време доаѓаат и си одржуваат тој личен раст и развој и прават, ја подобруваат или ја одржуваат таа ментална хигиена, која што е многу важна. Уствари, овде ни доаѓа и моментот на превенција, затоа што знаеме дека животот е непредвидлив и може да се случат многу работи, кај секој човек, никој не е отпорен нели на надворешните случувања, ниту па на за жал на загуби и трагедии во своето семејство. Така да темата е стварно комплицирана, но ние секогаш бараме некој кој што може да биде авторитет тука и да помогне за таа личност, да побара помош, нели да ја бутне, да го направи чекорот да дојде и да види дека уствари работите не се така како што ги замислувале, ако веќе има присутна негативна нели стигма, ако има присутна во тој круг кај личноста, но секако е индивидуално. Знаете, некогаш имаме и момент каде што целото семејство инсистира да личноста дојде, но едноставно личноста не е спремна или не сака да соработува. Тоа може да е многу причини и тие се нашава професија сепак е врзана и за соработка. Таа е клучна во процесот на работа и тоа нели некогаш ги знае да ги направи работите да бидат потешки, но некогаш знае и со добра соработка многу брзо да напредуваат, зависи од нели проблематиката или од пречката која што сакаме да ја надминиме, но мислам дека тоа е најсоодветниот совет, значи да се побара личност која што можеби поминала низ процесот, запознаена е со процесот, можеби е дел од процесот од страна на терапевски момент каде што нели малку ќе се искомуницира со таа личност, ќе им се објасни да се направи тој чекор прв пат да дојдат на разговор, потоа работите стануваат малку полесни.